Заповядайте. Благодарам, почитуван председателе, почитуван вице-премиер, почитувани пратеници. Јас со 62 области, односно поглавја во извештајот на Европската комисија, ќе се задржам само на 3, затоа што токму тие не познаваат никаква поделба нити по етничка основа, нити по политичка основа. Станува збор за поглавјето 11, 12 и 13 за земјоделство и рурален развој, за поглавјето 12 безбедност на храна, ветерина и фитосанитарна политика и поглавјето 13 рибарство. Поглавја кои што во изминатите 5 години, а ова е веќе и 6-та година, добиваме позитивни оценки од страна на Европската комисија во сите извештаи. И на тоа се завршува со тоа што морам да кажам дека во 6-тиот извештај сепак постои една селективност заради тоа што сите оние проекти и програми кои што се реализирани од страна на надлежното министерство не се евидентирани во конечниот извештај. Но и ова што е доставено до македонска страна како извештај сепак дава надеж, односно представува задоволство заради тоа што оценките се навистина позитивни, со соодветни насоки, односно примедби или препораки кои што треба во следниот период да се имплементираат со цел за подобрување на состојбата во овие области. Ќе започнам со земјоделството и руралниот развој, односно со поглавјето 11, каде што во однос на хоризонталните прашања, подготовките за воспоставување на интегриран административен и контролен систем се така е заклучено во напредната фаза. Системот за идентификација на земјишните парцели, или ЕЛПИС, како што земјоделците повеќе го познаваат, беше доразвиен и дигитализиран на земјишните парцели и целата постапка е завршена. Сакам да напоменам дека ресорното министерство пред 3 години изврши посебно ортофото снимање на целата земјоделска површина во Република Македонија и тие снимки беа споредени со катастарските податоци, односно со катастарските премери, со што Министерството веќе располага со еден посебен систем кој што е вмрежен во секоја подрачна единица со централната единица во Министерството, а исто така и во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Овој беше исклучително голем предизвик за Министерството и многу успешно реализиран, зашто е и нотирано со тоа што е потенцирано дека не постои доволна кадровска екипираност пред се во подрачните единици за извршување на сите овие дејности. Но како резултат на воспоставувањето на овој систем на идентификација на земјишните парцели, ние дојдовме во ситуација да земјоделците при аплицирањето во Министерство, во подрачните единици за земјоделство за добивање на субвенции, го олесниме процесот во најголема мера заради тоа што веќе податоците се во системот и не се потребни никакви дополнителни документи од страна на земјоделците. Она што е примедба од страна во извештајот од страна на Европската комисија дека треба и понатаму да се зајакне системот со кадровски дополнување, тоа е точно, ако ништо друго од волонтерите кои што во најголема мера всушност го вршеа пополнувањето на системот. И исто така ќе се навратам на Националната програма за рурален развој, кое што е евидентирано дека во 2014 година е зголемена за 125% во споредба со претходната година, а ова се должи на големиот проект на владата на Република Македонија, кој што исто така е воспоменат само со една реченица, дека ефикасна употреба и одржување на објектите за наводнување останува област од интерес. Таа област од интерес е токму
ова зголемување од 155 милиони евра вкупни средства кои што се предвидени во ресорот, да бидат предвидени голем процент, односно околу 30% за потребите на руралниот развој во изградба на полски патишња, селски улици, изградба на соодветни системи за вода за пиење, уредување на плоштади, но пред се за би рекол реконструкција, рехабилитација, проширување, надградување на водостопанскиот систем на отприлика 95.000 хектари плодна земјоделска површина во последните 10 години, согласно програмата на владата, и вложување во капиталните објекти, како што се хидросистемите Коњско, Оризарска река, реализација на втората и третата фаза на хидросистемот Злетовица и Лисиче, Равен Речица, хидросистемот, Слупчанска река, Маркова река и сите оние други поголеми или помали акумулации, како што е Слатинското езеро, Браната Пишица и така натаму, кои што ќе се финансират токму преку овие средства. И од тие ќе се задржам уште само на малку на ИПАРТ програмата, каде што е нотирано дека се купи од дизајн на програмата, од подобност и правила за финансирање и видовите на инвестиции, дозволени во текот на фазите за средње, треба да се подобри. Почитувани колеги, овде на некој начин Европската комисија се критикува самата себе си, заради тоа што било која модификација или измена на програмата за ИПАРТ потребно е доби авторизација од страна на DG Agri, односно Европската комисија, пошто треба да биде објавена, значи прифатена, објавена во службениот вестник на Европската комисија и после тоа да биде имплементирана преку огласите од страна на ИПАРТ агенцијата, односно платежната агенција во Република Македонија, што и навистина се случува со четвртата модификација, преку ИПАРТ агенцијата да се објави оглас за пријавување на апликанти за набавка на земјоделска механизација, која што беше предмет, односно цел и наше барање по секоја цена, слично како што беа искористени средствата од САПАРТ програмата, така да се викаше тогаш, од бугарска страна, од хрватска страна, односно словенечка страна, и истиот модел да се спроведе и во Република Македонија. Исто така имаме позитивна оценка за органското производство. Накратко сакам да се оспрнам на поглавието 12 за безбедноста на храната, ветерината и фитосанитарната политика, каде што за ветерината, за областта од ветерината имаме навистина добиено крајно позитивни оценки од страна на Европската комисија во извештајот и за прв пат веќе имаме сериозни оценки за подобрувањето во делот на фитосанитарната политика со оглед на тоа што станува за една исклучително комплицирана област. Минатата година не бевме толку добри оценки, меѓутоа оваа година за фитосанитарниот дел да. И на крај во поглавието 13 ќе се задржам само на кратко. Имаме исто така добиено позитивни оценки со оглед на 12-та годишна програма која што морам да кажам патем не е евидентирана во извештајот и обезбедените средства од околу 1,5 милион евра, односно 86 милиони денари, кои што се предвидени согласно со 5-годишната програма на Министерството за земјоделство во делот на рибарството и аквакултурата, односно 0,2% од вкупниот износ на буџетот на Министерството, кои што се предвидени за оваа програма. Исто така, наведено дека не постојат формални меѓународни спогодби, не можеме ние да направиме, да склучиме спогодба со нашиот јужен сосед, меѓутоа започнавме, односно веќе има реализиран проект во соработка со UNDP за флората и фауната во Преспанското езеро, меѓутоа за Охридското езеро се веќе воспоставени сериозни релации помеѓу двете министерства и на Република Македонија и на Република Албанија, пред се во заштита на автохтоната сорта риба на Охридската пастанка и средбите помеѓу надлежните институции и инспекторатите од двете страни. Потребно е да се формализира преку договор помеѓу Министерството за земјоделство на Република Македонија од една страна и Министерството за екологија во чија надлежност во моментов се наоѓа оваа област, од друга страна, со еден конкретен договор да може да се
формално и тоа поглавје затвори како еден случај кој што го имаме на задоволство на двете страни завршено. Можам да нагласам уште еднаш дека навистина представува задоволство за овие три поглавја извештајот, сметам дека е коректен и дека дава поттик за во иднина уште повеќе да се изреализираат работите. Благодарам, господја Пемо.